Мислам дека нема македонски граѓанин кој со две раце нема да го потпише ова што го кажа премиерот Мицковски во Минхен и Вашингтон. А тој многу добро го опиша патот на Македонија кон Европската унија, како да се движиме кон подвижна мета. Таман мислиме готово етеа целта, таа оп ќе се помести. И во право е кога вели дека наместо европизација на Балканот ние сме сведоци на балканизација на Европа. Со децении сме жртви на фрустрациите на нашите соседи. Прво Грција, а сега Бугарија. И убаво е што ги потсети дека не е само името, се започна со знамето. А еве јас ќе додадам и одредбата со која се откажавме од малцинствата во Грција и Бугарија. Споредбата и двојните стандарди за тоа што го прави Русија со Украина, ја имам споменувано неколку пати досега. И секако дволичноста на Европа. Тоа што сега се жали дека Америка и Трамп се мешаат во внатрешните работи, а тоа било недозволиво. Па побогу, што беше промената на знамето, името, рамковниот договор, територијалната поделба и сега насилството со барањето за промена на уставот. И после секоја отстапка не тапкаа по рамо и ни веле ајде уште ова и готово. И на крај што добивме? Шипак. Таа приказна заврши. Како и во светот, така и во Македонија дуваат различни ветришта. И токму вака треба да изгледа настап на еден македонски премиер, после се што преживеа оваа наша држава. И некои се изненадени од острината на говорот, а други, посебно оние сателити кои гравитираат околу Бихачка, дури го обвинуваат премиерот дека на ваков начин ќе изолирал Македонија и ќе налутел Европа. А што треба да прави? Да се однесува како Заев кој поданички се однесуваше кон сите, па дури и кон чистачките во Брисел, а да не правиме муабет за односот кон Грција и Бугарија. Што добивме од таа политика на подчинетост? Ништо. Сменивме се што можеше. Дадовме се па дури и премногу. И каде сме сега? На исто место. Повторно слушаме, ајде уште ова и готово. Ајде уште бугарите во уставот и толку. Не, драги мои, реков, таа приказна заврши. Прво гаранции, па се друго. И тоа не значи откажување од европскиот пат на Македонија, туку токму спротивното. Тоа останува да биде приоритет и главна стратегиска цел на Македонија.